Дневник на ТВ+. Еве што ќе гледате. Заразните болести во опаѓање. Катастарот за недвижности со 3 нови услуги. Промовирана книгата Светлината од Назарет на Ивановски. На денешната седница беа усвоени извештаите за движење на заразните болести во текот на минатата година и за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за општина Куманово во 2015 година. Според надлежните, најважно е што последниве години се намалува бројот на заразните болести во општината, а од друга страна, Центарот за јавно здравје пружа 24 часовна здравствена заштита на мигрантите во прифатно-транзитниот центар Табановце. Центарот за јавно здравје бележи намалување на бројот на заразни болести во текот на минатата година споредбено со претходната, а во однос на 2013 година намалувањето е за околу 23%, рече денеска епидемиологот Јадранка Стаменковска, презентирајќи го пред советниците годишниот извештај за движење на заразните болести во 2015 година. Стаменковска се задржа и на активностите кои што Центарот за јавно здравје ги презема во однос на влезот и транзитот на мигрантите, како што посочи, најмногу се работело на преземање превентивни активности за извршување на дезинфекција, дератизација, дезинсекција и епидемиолошки увиди во прифатно-транзитниот центар Табановце. Сезоната е сега на појава на овчи сипаници, така да и таму имавме појава на 10 лица со варичела, меѓутоа со превземање на оние мерки, со изолација, со едукација и со тој број успеавме, така да последниот случај не е регистриран на 16 мај, додека првиот регистриран случај на заболување од ентероколит беше на 9 март. Таму веќе во самиот прифатен центар веќе е воспоставен систем каде што диспозицијата на комунален отпад, хигиенизација на приватниот центар, сите мерки навремено се превземаат и за тоа се известува дневно Центарот за управување со кризи и Министерството за здравство. Дел од советниците кои што расправаа за годишниот извештај упатија апел до родителите на времено да ги вакцинираат своите деца и да не подклекнуваат на антивакциналните кампањи кои што се водат последните години на ниво на државата. Редовна вакцинација е најдобрата гаранција дека болестите кои што веќе се искоренети на нашите простори нема да се вратат, велат надлежните. Ова намалување на регистрирани заразни болести пред се должи, може да се должи на два факта. Едната работа е еден факт е намаленото пријавување од страна на докторите во примарната и секундарната здравствена заштита, а од друга страна секако е и свој удел имат и превземени превентивни мерки за сузбивање на акутни заразни заболувања. И кај нас, како што беше Тетово и Скопје, веќе имаме аерозагадување кое што ги надминува максимално дозволените концентрации на штетните честички кои што се наоѓаат во воздухот. Значи, ќе мора да се направи стратегија за тоа на некој начин почне да се ситуацијата во тој смисол да биде подобрена, заради тоа што сето тоа влие на здравјето на луѓето од нашата општина. Например, аероседиментот кој што просечни вредности се негде 176,84. Овде максималните вредности достигнуваат дури до 679. Освен за заразните болести, се расправаше и за извештајот за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за општина Куманово за 2015 година, санитарно-хигиенската дејност со здравствена екологија. На прашањето дали редовно се испитува квалитетот на водата во бунарите во селото Романовце, доктор Величковски рече дека квалитетот на водата и безбедноста се следи според годишниот план од јавните водоснабдителни објекти. Сакам да кажам и тоа во однос на квалитетот и безбедноста на водата. За Романовце беше прашањето конкретно. Таму постои водовод, кој како водоснабдителен објект до одреден степен гарантира
безбедност на водата за пиење, бидејќи тоа е еден затворен систем. Меѓутоа, потребни се да бидат запазени и останатите мерки, како што е заштита на самиот водозафат, односно на бунарот кој што служи за водоснабдување, а исто така потребно е самото местно население, бидејќи тие го одржуваат водоводот, односно Сдруженијето на водокорисници во тоа село, да покренат иницијатива за обезбедување на континуирана дезинфекција на водата, со што се гарантира минимум 99% безбедност на водата за пиење. Советниците на денешната седница ги изгласаа и двата извештаи предложени од надлежните во Центарот за јавно здравје. Кумановско-Осоговскиот митрополит Јосиф утре ќе изврши осветување на црквата Свети Спас во Долно Којнаре. Организаторите ги повикуваат сите граѓани со своето присуство да го овековечат овој свечен настан. Осветувањето ќе започне во 8 часот. Агенцијата за катастар на недвижности на граѓаните ќе им понуди можност од користење на 3 нови онлайн услуги. Станува збор за онлайн исправка на техничка грешка, закажување на состанок и модул кампања. Надлежните се надеваат дека овие услуги ќе им бидат од корист на граѓаните. Онлайн исправка на техничка грешка, закажување на состанок и модул кампања се трите нови услуги на контакт центарот на Агенцијата за катастар на недвижности кои наскоро ќе може да ги користат кумановци. Услугата онлайн исправка на техничка грешка им овозможува на граѓаните по електронски пат или преку бесплатната телефонска линија да пријава техничка грешка на податоци во катастарот, со што таа ќе биде разгледана и исправена, а граѓанинот навремено ќе биде информиран. Досега пријавувањето на техничките грешки граѓаните можеа да го направат исклучиво на шалтерите во катастарот. Надлежните сметаат дека со оваа реформа ќе се овозможи заштеда на време и средства, но и поефикасна работа и подобрување на податоците. Втората новина, закажи состанок, овозможува граѓаните со само еден повик на бесплатната инфолинија да закажат состанок со раководно лице во точно утврдено време, со кое ќе може да изврши консултации во врска со предметот или стручен совет за решавање на некој имотно-правен проблем. Третата новина, новиот модул кампања, овозможува масовно информирање на клиентите за одредени теми, новости, промени. Со овој модул ќе се информира одредена целна група клиенти телефонски или преку e-пошта во зависност од типот на кампањата. Целта за формирање на новите сервиси и модули е граѓаните и бизнис заедницата да ги добијат услугите од катастарот на брз, ефикасен и економичен начин. Непознати сторители синоќа на бензинската пумпа лоцирана на автопатот Табановце-Куманово ограбиле 71 годишен валандовец. Имено тој откако наполнил гориво се паркирал на паркингот и застанал до совозачката врата од неговото возило марка Мерцедес со германски регистарски ознаки. Во еден момент до него дошло непознато лице и започнало разговор, а при тоа друго лице го искористило неговото невнимание, ја отворило возачката врата и одзел црна женска чанта во која имало поголема сума пари, злато и документи. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на сторителите и целосно расчистување на случајот. Во Центарот за култура вчера вечер беше промовирана третата книга на Јовица Ивановски, Светлината од Назарет. Пред присутните гости со своји излагања за книгата, но и творештвото на Ивановски се обратија Александар Прокопиев и Божана Трајковска. Според Прокопиев, со својата втора прозна книга Светлината од Назарет, Ивановски докажува дека константно работи на занаетот на пишувањето, а за нејзино разбирање потребно е познавање на целокупното творештво на авторот. Во Центарот за култура вчера се одржа промоција на третата книга на Јовица Ивановски, Светлината од Назарет. Ова е втора прозна книга поред по првата монолог на небото, која што беше објавена 2013 година. Ивановски дебитира на македонската литературна сцена со збирка поезија која што е објавена 1995 година. Прозната книга Светлината од Назарет се одликува со стилот кој што авторот го негува во текот на целото негово творештво. Прозниот наратив има поголема романескна форма, во чија што внатрешно се провекуваат форми на мали раскази. Авторот се задржува на темите кои што ги обработува и во првата прозна книга, како што се големите теми на христијанството, кои што се преплетуваат со неговиот индивидуален внатрешен свет. Ова е прозно дело. Јас секогаш викам дека тоа е продуковена книга.
која ги опфаќа сите аспекти од човековото живење, од сите успони и падови. Поточно се работи за илустрира една драма на борба на две нееднакви сили помеѓу силата на злото и силата на доброто, како еден лајт мотив на моето творештво и опфаќа една широка палета на интеракцијски односи во сферата на глобалната свест, се фокусирано на еден морален и религиозен аспект. Промотори на книгата беа Божана Трајковска, која што е претседател на Сдружение на писатели на Куманово, и професор доктор Александар Прокопиев, кој што е еден од зачетниците на постмодерната книжевност во Македонија. Професорот Прокопиев, кој што ја анализираше првата прозна книга на Ивановски, заедно со поетот Евтим Клетников, како и одличен познавач на делото на авторот, посочи дека стилот на писателот се препознава во сите негови книги. Тој многу се храни од оние, би кажал, убави метафори, метафоричен јазик. А во македонската поезија пред се, ама и во прозата, во поезијата повеќе, има една линија која гаи таа метафора и меѓу кои, не знам, Радован Павловски е принцот на метафората. Има други големи поети кои се исто на таа линија. Тоа е раскошен, значи, израз кој во себе просто е натежнат од епитети, метафори и експресивен, затоа што веројатно е дел од природата на авторот. Според Прокопиев, големо влијание во литературното творештво на Ивановски има и неговиот ангажман во другите уметности. Ивановски, покрај тоа што пишува, е и ликовен уметник кој што има неколку групни и самостојни изложби, а исто така се занимава и со музика. Прокопиев нагласи дека од голема важност за разбирање на делото на Ивановски е тоа да се има предвид неговиот целокупен творечки опус. Она што Јовица си го одликува, тоа е неговата навистина голема творечка енергија. Како што знаете, тоа е ликовен уметник, поет, сега прозист, знаеме дека и добро свири гитара. Значи, еден човек во кој духот на уметноста си нашол свое убаво место и си действува. Секако дека на тој пат многу е важно човекот да има талент, што Јовица несомнено го има, и важно и самото учење, затоа што и пишувањето е еден вид занает. На промоцијата покрај љубителите на книжевноста беа присутни голем број на истакнати кумановски уметници кои што го следат творештвото на Ивановски од самите негови почетоци. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев утре со почеток во 20 часот ќе биде отворена изложба на академскиот ликовен уметник и професор Данчо Ордев. Пред кумановската публика авторот ќе се представи со 20 слики кои припаѓаат на творештвото од последните години. Сликарот Ордев има голем број на самостојни изложби и учествувал на многу ликовни колонии во државата и странство. Од 1973 година Ордев е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Покрај вокацијата како ликовен уметник, Ордев работел и како професор на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Со средства на Агенцијата за млади и спорт се градат тениски терени во Куманово. Директорот на агенцијата Маријан Спасевски денеска изврши увид во тековните градежни активности. Се очекува спортските терени да бидат завршени за 1 месец. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и пратеникот во Собранието на Република Македонија Зоран Ѓоргиевски денеска извршија увид во градежните активности на 4 тениски терени кои што во моментов се градат во Куманово во непосредна близина на спортската сала. Агенцијата за млади и спорт за изградба на спортските терени во Куманово кои што се градат по меѓународни стандарди одвојува 19 милиони денари. Истите ќе бидат со тврда акрилна подлога, со соодветни реквизити, меѓутоа ќе бидат поставени рефлектори и овие тениски терени ќе може да се користат и во доцните вечерни часови. Вкупната инвестиција е некаде околу 19 милиони денари и јас очекувам според ова што го гледам на терен дека градежните работи ќе завршат за максимум околу месец дена, така што и во летниот период веќе ќе можеме да ги користиме. Мора да потенцирам дека општината Куманово не беше изоставена во изминативе години од инвестициите кои што ги правеше оваа влада и кои што во континуитет ќе продолжат во иднина, имено само преку Агенцијата за млади и спорт. До сега во општина Куманово се инвестирани преку 32 милиони денари. Спортските терени во Куманово се дел од проектот на владата на Република Македонија за изградба на 120 тениски терени.
Ова е еден многу голем проект за општина Куманово, за развој на спортот. Јас како бивши спортиста од секогаш сум се залагал за објекти за масовниот спорт, бидејќи едно од средствата за да се намали девијациите во општеството меѓу младите е спортот. Така да и до денеска и понатака ќе се залагаме да бројот на спортски објекти, ангажираноста на младите од Куманово биде што поголема, а ние како политичка опција да се потрудиме тоа да им го овозможиме. До сега се изградени и ставени во функција вкупно 74 тениски терени, а 15 се во фаза на градба. Со завршување на последните надпревари од фудбалските лиги, од Општинскиот фудбалски сојуз ги сумираат резултатите. Клубовите кои што функционираат во градот покажаа солидни резултати, но и покрај тоа голем хендикеп е тоа што во градот нема сениорска екипа во прва или втора лига, која што би ги превземала во своите редови талентите од младинските школи. Со завршување на сезоната во фудбалските лиги се сумираат постигнатите резултати. Единствениот трето лигач од градот, ФК Гоблен, иако го освои првото место во третата лига Север, во бараш надпреварите не успеа да се пласира во втората лига. ЖФК Речица оваа година со големиот број на повреди во екипата и со млади играчи остана во втората половина од женската македонска прва фудбалска лига. Од клубовите кои што се надпреваруваат во футсал лигите, КМФ Илирет Куманово остана во средина на табелата во првата футсал лига, а КМФ Биџо, кој што играше со КМФ Форца во втората футсал лига, го освои првото место и се пласира во повисок ранг. Во регионот на Куманово завршија и надпреварите од двете општински фудбалски лиги А и Б. Во првата општинска лига А, прв на табелата заврши ФК Карпош 93-та со освоени 46, а во втората најдобар беше тимот на ФК Костуник со 41 бод и се пласираше за играње во поквалитетната лига наредната година. Од Општинскиот фудбалски сојуз посочи дека во двете општински лиги се забележува поквалитетна игра и етичките стандарди се кренати на повисоко ниво. Играни су 90 натпревари, во кои 90 натпревари може да се истакне 2-3 инцидента кои можеби нема да ги наречеме инциденти, што се ствара, што ги има секаде, во секоја лига. Меѓутоа, првенството заврши регуларно, се знае прваците. Првакот Карпош од прва лига Карпош се надпреварува во бараж за во трета лига. Во младинските категории клубовите покажаа подобри резултати. Од сојузот посочи дека младинските тимови на ФК Башкими, ФК Милано, школата за младински категории ФК Евроспорт, но и останатите младински школи низ градот имаат одлични резултати во лигите каде што се надпреваруваат, но и на меѓународните надпревари. Младински категории успешно се надпреваруваат. Успешно, нарочито да споменувам Милано. Милано е врв на надпревари во младински фудбал кои беа и во финале на во Република Македонија во младински лиги, кои за жал од Вардар изгубија во финалето. Иначе стандардно се надпреваруваат, стандардни екипи, со доста играчи, со добри тренери, така да едини успех што се гледа во кумановски спорт може би само од туј да потекне. Во однос на дисбалансот помеѓу младинските школи и сениорските тимови, од сојузот посочи дека неимањето на клуб во прва или втора лига има последици по целиот процес на развивање на фудбалот како спорт во градот. Фудбалски клуб Милано. Една екипа која од своји редови даде неколку играча. На Шкендија, на Пелисе, на врвни екипи у Македонија. Прво лигу. У Куманово не можеше да ги задржи затоа што ми немамо клуб у повисок ранг, а младинците напунија 17 години немаа право више да играат за младински екипи и останаа на цедило. Нема кај да игра. И мора да тражат така да има и устранство што ти дава децата од Милано и у Шкендију и сето и тој врни добри фудбалери. Првиот фудбалски клуб Куманово е оформен 1924 година, така што традицијата на играње фудбал во градот е долга 92 години и сериозно треба да се поработи на развивање на овој спорт.
Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 25 степени, а минималната 12. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со дожд, при што дневната температура ќе достигне до 26 степени, додека утринската ќе се намали до 12 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието и довербата. Имајте убава вечер.